Милионски вложувања во здравството, во инфраструктурата, речиси секој сегмент од општествениот живот од страна на владачката ВМРО-ДПМНЕ. Спортот никако не е заоставен. Би сакала малку повеќе да зборувам и за некои други проекти, но ќе се осврнеме токму така Бојана и на новиот проект најавен од страна на владачката ВМРО-ДПМНЕ, тоа е затворената тениска арена и сала за гимнастика. Но претходно изминатите 10 години од страна на владачката ВМРО-ДПМНЕ во спортска инфраструктура се вложени 100 милиони евра, а со тоа се отворени и 300 спортски објекти. Само преку стипендијата за млади таленти и спортисти, спортска надеж, до крајот на годината се предвидени да бидат доделени 4300 стипендии, а со тоа се заокружени 2,5 милиони евра од буџетот. Изминатиот месец беа промовирани дополнителни 4 мерки со кои што се овозможуваат финансиски средства во делот спортските објекти и делот спортските активности. Но на што ќе се осврнеме, а тоа е најавата за отворање следната година мај-јуни, според планираното, на затворената тениска арена, која што ќе биде и сала за гимнастика исто така, повеќе намеска затворена арена, која што ќе биде во склопот на спортскиот центар Борис Трајковски. Нешто повеќе во прегледот во 9 часот ќе дознаеме и од првиот човек на спортскиот центар, господинот Златко Перински, но сега за најавата за она што ќе не очекува и кој што на големо ќе се подготвува, предлагам да ја слушнеме изјавата на првиот човек на владачката ВМРО-ДПМНЕ, господинот Никола Груевски. Некаде мај-јуни најдосна следната година ќе почне градбата на оваа сала, која што практично ќе има неколку компоненти. Ќе има 3 терени за тенис и 1 за падел тенис. Всушност тоа се 4 терени за тенис, од кои што едниот ќе може да се користи и за тенис и за падел тенис. Понатаму ќе има гимнастичка сала, професионална гимнастичка сала со највисоки стандарди што постојат во светот, во смисла на највисоките стандарди на Светската федерација за гимнастика. И ќе има повеќе сали за боречки спортови. Тука ги вклучуваме карате и сите оние спортови слични или блиски до карате, бокс и сите спортови слични и блиски до бокс и борење. И евентуално некои спортови кои што се слични или блиски до борење. Сиве овие вложувања во спортот за спортските објекти, за новите мерки за промоција на спортот наидуваат на огромна радост и одобрување од страна на младите. Пред се ова се прави за младите поради тоа што, како што вели и првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ, тие се иднината на нашата држава. Предлагам да ја погледнеме анкетата која што ја подготвиме, што мислат младите за вложувањата во спортот. Дали спортувате, дали имате каде да спортувате и секако што мислите за новите спортски центри во Скопје во кои што се градат? Па добро, со оглед на годините се помалку и помалку спортувам, меѓутоа долги години, значи повеќе од 37-8 години работам како тренер, бидејќи сум професор на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Јас како возрастен човек во години спортувам веќе 20 и кусур години. Се разбира не е професионално, него аматерски, џогирам, трчам, вежбам и тоа ме одржава еве 60 и кусур години. Покрај овие терени ги користиме терените на Газиба Батрим патеката што пред неколку години ја изгради владата исто на Република Македонија, значи една прекрасна патека. Покрај тоа, бидејќи сум вклучен и во работата со спортската академија, со женската екипа во кошарка од спортската академија, значи ги користиме и терените на Водно и таму има исто така една прекрасна патека која што во секој слободен момент кога временските услови тоа ни го дозволуваат, значи ја користиме. Па имаме каде да спортуваме и ја тренирам кошарка и супер. Скопје има доста места каде да се спортува. Добро е ова што е направено поред КЕОТ и добро е да се прават спортски центри. Во секој случај младината добро е да спортува, отколку да се бави со други лоши работи, така да за мене е во ред. Мислам, Скопје сепак нуди можности за спортување. Со оглед на тоа дека искуството ме научило да видам и да осетам дека ова е квалитетно живење, им препорачувам на младите да ги искористат сите услови што се создадени со спортските терени, како што се патеките,
да ја справите за вежбање, да трчаат, да џогираат, да пешачат, најмалку барем 4 км на ден. Па мислам дека се топ и моментално овде спортуваме. И мислам дека се баш добри. Мислам дека и таму плюс ке прават уште едни. Барем поблиску ќе ми бидат. Овие терени кои ги изгради владата, значи покрај овие терени на Киот на Вардар, значи ги користам за работа индивидуално со одредени деца, значи кошаркари, кошаркарки и слично. А исто така, значи овие терени ги користам и кога бев тренер на кадетската репрезентација на Македонија, значи А ако спортот е половина здравје, тогаш треба да спортуваме. А сега повеќе од било кога имаме каде да спортуваме. Скопје е преполно со објекти во кои што може да се спортува, но не само внатре, туку и надвор. Навистина многу се вложува во спортот, сепак и за младите да имаат можност каде да спортуваат.